Slavete go Gospoda, zašto je dobar, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Slavete go Bog nad bogovite, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Slavete go Bog nad bogovite, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Протоиерей Петре Петровски е роден на 6 јуни 1924 година во Јабланица, од таткото Стефан и мајката Стефана Петровски. Тој е нивната прва рожба, пошто се раѓаат и сестрата Ивана и братот Роман. Основното образование, во тоа време четврто одделение, го завршува во родната Јабланица во 1936 година, а веќе истата година, на своја 12-годишна возраст, започнува да работи во тогашниот бакалски дуќан на татко си, Стефан, што се наоѓал веднаш до нивната семејна куќа во местноста Топлец и Јабланица. Под црковниот бајрак, допрен до знамето на тогашниот италијански окупатор во 1941 година, се жени со својата животна сопатничка. Неговата попадија Ленка, која потекнува од соседното погранично село Лакајца. Со неа го оформува своето семејство, во кој има 4 деца, 3 ќерки, Мара, Милјана и Љубица, и синот Русе. Во борбите за ослободување на Македонија, есента 1944 година, се вклучува како припадник на партизанскиот одред од Тетово. По враќањето од војска и со затворањето на семениот бакалски дуќан, поради политиките на тогашниот нововоспоставен режим, заминува с мајстори, да работи како градежен работник во тајфата на својот војко. Во новото општество, каде што и покрај остварената национална слобода на својот македонски народ, се наметнува осуда, па и известна забрана на религијата како дел од духовната голгота на човековото постоење. Во неколку наврати е повикуван да ја реализира својата животна мисија, она за што цело време предчувствува дека е роден да биде свештеник и духовен учител на својот народ. По Божја промисла, Насон е повикан да биде духовник, да биде поразличен од другите, да биде јагне меѓу волци, и во тоа и такво време на вистинско искушение, да успее да се сочува, обстане и намножи Христовото стадо. Како човек да биде вистински човек, свештеник да биде како вистински свештеник да биде, да личи на оно што ова не е само облече црна мантија да имаш на тебе, ова е да ја обелиш, да имаш дело да направиш за тоа, да било. Никој да не... И трета година некаде во Охрид работав тога и на сонце најдов во црквата наша Света Богородица, бев застанат пред светата врата гологлав. Ми се даде еден сребрен крст, бел, во големина од 25 сантими. И го држав здраво на деснава страна и црквен. Мисли поп да имаш добри дела. Да везе сиромаштија, да помага сиромаштија, така работи, да везе. Не ке се кара да смириш, да и не можеш да карат поќе. Ти си тој човек Божи, Господов човек си. Со Божја помош и со поддршка на тогашниот професор по богословија Методија Гогов и на куподоцнежен архиепископ на МПЦ, господин Михаел, по 11 години поминати како црковен псалтир, на 27 септември 1965 година, на ден Крстовден, во манастирот Света Богородица Трескавец,
Со благослов на тогашниот епископ Прилепско-Битолски господин Климент е ракоположен за дјакон, а на 3 октомври 1965 година во манастирот Пречиста, Кичевско, го добива чинот свештеник на Македонската православна црква. И тие вака ме чека да дојдем. Тога иште Ти си задоволен како помина со народов? Јас појав убавен, Господ да го множи народот. Вака си ме чуе нараз. Ке да појдеш за мене врата отворена секаде. Со чеф, со радост ме чека да појдам кај нив. Кој ми јадете, водосвет правиме, во пости великој, Богlikој великој правиме. Тоа кога дој ме чека да појдам. Си ме сакаше народот. Кога се рече да бидам ја поп, народ вака стоја на нозе кога ќе биде тоа. И после со служба тој си мене. Пак и за тоа нигде не отидов да бера голема плата, си останав во Јабланица. Колку е толку како живети и јаѓе со нив и свршеа. Во тоа време добива можност да избере во која парохија ќе одвива својата служба. Но тој, на свое барање, со одлукот на епископот Преспанско-Битолски господин Климент, е поставен за парохиски свештеник во своето родно село, Јабланица, надлежен и за соседните села Вакајца, Бискупштина, Безево, Нерези и Боровец. Својата заклетва исполнува во секој еден сегмент од своите денови, часови, со целосна посветеност на неговиот благороден животен повик. Духовниот порив, Божјата подкрепа во текот на целото свое служење, од неговиот лик создаваат свештеник кој станува почитуван и ценет, како меѓу својот народ, за чиј духовен пастир е поставен, така и меѓу свештеничките и монашките редови на МПЦ. Ко бериш круши, гниви ти форлаш настава, вајци избораш. Избороите се тако исто. Ќе си го одвиеш кој тебе да. Што е нечисто надвор. Рибарите како бережана. Ќе се и жабимната, ама жабиници свој надвор, рибите си таме. Во време на својата служба, со помош на народот од својата парохија, неуморно работи на возобновување на старите и изградување на нови храмови и светилишта. Создадено е значително духовно наследство за идните поколенија. За никогаш да не сгасне верата и да продолжи традицијата на празнување, проткаена со сите народни обичаи, автентични за нашиот крај. На темелите на старите цркви се возобновени храмовите, посветени на Пресвета Богородица и Света Мина, а целосно е реконструиран кровот на соборниот храм, посветен на пророкот Светилија. Истите се реосветени од тогашните надлежни владици на Дебарско-Кичевската епархија на МПЦ. Во ново руво блеснуваат и нивните авлии, за да може да се исполнат со верници кои ќе го слават името Божјо, додека силно одекнуваат црковните звона од возобновените камбанарии. Од заборав се спасени и возобновени и неколкуте параклиси, посветени на Свети Никола, Света Петка, Света Недела, Свето Преполовение Русасреда, а од темели се гради и ново светилиште посветено на Света Петка. Своето дело како духовник на народот, но и духовник кој доаѓа од народот, го покажува преку возобновувањето на традицијата, на одржување на сенароден соубир на празникот посветен на соборот на сите македонски светители, во народот познат како Голема недела. Во манастирската црква Светилија се направени водовод и кујна неопходни за потребите на манастирот, во кој се одвива ова долговековно чествување. Рече вака, ме фати за рака вака. Снимај го. Те пуштаме како јагне меѓу волци, да бидеш мудар како змија, а незлобен како голуб. Ова е оригинал. Зло за зло да не преш никако, така е. И рече, од тебе сакам Господа да големо стадо да се направи теше. И се поздравив ти.
Тој многу мирен човек, владиката Климент беше. Еден човече убаво така. Да го опиташе него, веќе знаеш дека е документ тоа што ти кажат. Не беше така. Кроце, убаво, 100 години. Да. Па до 100 години. И кога би се могло 100 години не сака. Ама господова работа е таа. Таа е вистина така, ама кога ќе дојде тој, тога не си ништо веќе. А дојде тој си свет. Ке сакаш ќе појдеш, ке сакаш си дојдеш свет. И дур памет што да кажеш нешто. Оке луѓе за добро, од чест ќе те праша како стажер, како свещеник. Ти да знаеш што да му кажеш. Зашто ќе дојде и ќе се напиши негдека. Таму ќе кога би се окажало ова нешто. Кога не е така. Со својот смирен дух, одмереност, мудрост, трпение и истрајност успева да го заврши својот официјален дел од службата, заменувајќи во пензија. Но за него службата никогаш не заврши, повикот и заклетвата никогаш не згаснаа. Со молитва кон Господа, секојдневно го продолжува својот животен век. Често е повикуван како драг гостин на сослужувањето на богослужбите во црквата Свети Петар и Павле во Скопје. Исто така и во Бигорскиот манастир, меѓу свештената Бигорска обител, каде заминува со посебна радост, секогаш подсетувајќи се на сонот во кој светиот претеча, го повикува и подсетува на неговата животна мисија. Нашиот дедо Петре станува духовник, кај кој многуми не знаеа да ја најдат својата утеха, да побараат мудар совет, да бидат искрено слушнати и разбрани. Деноноќно молејки се на Бога, тој доживува многу животни радости и благодети. Проживува живот исполнет со сите дарови кои некој би можел да ги посака. Стекнува семејство проширено со многу внуци, правнуци и чукуннуци. Градејќи секогаш мир и слога, дедо Петре успева да го изгради зацврсти епитетот попот јабланички, до ден денешен. Што се молиш, ќе се молиш прво за свите, после и за мене. Тоа е молитва. Ако е само за себе, ти си саможивен. Ако сака свите, тога си Божи човек, значи широко срце човек. Да биде свидено добро да биде. Ето е најважно. А пак најважно е да и сакаш свите другите после себе си да сака. Зашто тоа што и сакаш свите, тоа ќе донесе многу пријателство големо. Ќе рече таму, дедо попело неко се видовме таму, ми кажа ово, така. Значи, и ти веќе влагаш во историја, се сретиш, да му кажи добри зборови, да го научиш, а не да некој лошо работи, да се неши ѓаволски учител, Божи учител да биде. Господ се развесне таки учители. Зашто тие што се манаси, тие се веќе туе седна. Ама манаси иде у име негој фамилии подалеко. Ние сме свите манастир. Манастирот со нас е манастир. Ако нема луѓе што ја бе манастир, туѓе една сама не ништо. Во ова модерно време да се затвориш во себе си и да се молиш. И ќе се молиш прво за свите и други, после за себе да се молиш. Надалеку познат и препознаен, секогаш со огромна почит и благодарност од сите. За секогаш запаметен по својата скромност и како духовник во вистинската смисла на зборот, дедо Петре останува достоен како и првиот ден со своите дела и подвизи. Доживувајќи цело столетие, полни 100 лета на својот животен пат, должни сме, како генерации што ќе останат по него, да го сочуваме неговото име и дело од заборавот. Бескрајно му благодариме за се.